Добар и убав ден, драги мои, и добре дојдовте во второто издание од 3 епизоди за новогодишната ноќ. Готвам со задоволство и сакам да воведете и вие малку новитети во вашето новогодишно мени, кое се надевам дека ќе го готвите и во текот на целата година, затоа што во овие 3 емисии све што ќе сготвам навистина е многу вкусно и има берикет, велат старите, затоа што со срце и се душа се готви. На денешното мени имаме поркета, италијанска поркета, меѓутоа овој пат од свинско ребро. Правата поркета се прави од прасечко месо, се обескостува, се зачинува и се завиткува и полека и тивко се пече, за на крајот да биде месото многу вкусно, сочно и меко, а кожата крцкава. Со реброто нема да имаме крцкава кожа, ама затоа ќе го направам да биде највкусно на светот. Како што најавив пред малку, италијанска поркета се прави со прасечко месо или свинско месо со кожа. Меѓутоа, за жал, овде ние немаме традиција да го продаваме, нели, да го купуваме место со кожа, го купуваме без кожа, меѓутоа, баш и затоа јас решив денеска да направам нешто како поркета, меѓутоа од свинско ребро. Свинското ребро е месо кое мислам дека е најзастапено во нашите домови, затоа што не постои некој што не сака да јаде свинско ребро. А во последно време гледам по рестораните има и телешко ребро, а има и јунешко ребро, тивко готвено и така натаму, навистина многу вкусно. И сега денеска што ќе направам? Прво, од реброто ќе ги извадам коските. Меѓутоа, пред да почнам да го работам реброто, ќе ви кажам дека со него ќе имаме 4 различни гарнира, од кои 3 се од компир. Меѓутоа, ќе направам 3 различни пиреа. Едното ќе биде медитеранско со суви домати и со маслинки, другото ќе биде со моцарела и третото и панцета, пржена, чипс, и третото ќе биде со горгонзола, едно од најпознатите италијански сирења, плаво сирење или сирење со мувла, како би кажал народот. Прво, извадете ги коските од реброто. Ете така, внимавајте, кога ги отстранувате коските или кога ги транжирате, идете до коските. Ете така, одлично. Еве за што ви зборев, поделете ги вака на 2 и може да испадне многу добро мезе. Ќе направиме ролат од месото. Меѓутоа ќе ви кажам колку е лесно и колку е едноставно. Прво засечете го на половина реброто, меѓутоа не до крај. Буквално треба да го отвориме како книга. Убаво свежо месо, си е свежо месо. Иначе, правата италијанска поркета треба најмалце 24 часа да остане во фрижидерна температура до 4 степени. Така и вие овој ролат или оваа поркета од свинско месо може да ја оставите, да ја направите еден ден порано и да оставите во фрижидер да остои све да си дојде на свое место, велат италијанците. На добар пат сме. Таму кај што има подебели делови месото, со ножот слободно само засечете и све ќе си биде како што треба. И сега, со чеканче за месо, израмнете го, свинското да биде како фабричко, значи да биде околу сантим и пол од секоја страна. Така ќе биде највкусно. А така и кога ќе го роловаме, кога ќе го завиткаме, ќе биде идеално завиткан. Во водата што врие ќе ги додадам полека компирите, ќе ги оставам на тивко полека да си се варат. Сол има, сега продолжуваме понатаму.
Сега треба да го направиме зачинот за оваа италијанска поркета. Што значи тоа? Сега ќе ви кажам. Ќе ставиме чили, кора од лимон, сол, масло, звездес анист, лукче, уште малце сол. Овде имаме околу 3 кила, значи околу 60 грама сол. Ќе додадеме бибер и свеж рузмарин. Сега сето ова ќе го изблендирам и со таа смеса ќе го поминам целото парче месо. Одлично, сосема доволно. Што убава смеса добивме. Сега ставете го месото во еден сат. Отворете го вака. Истурете ја смесата со зачини. Што убаво мириса. Добро измасирајте го месото. Од сите страни подеднакво. Замислете го овој вкус, уште вие ако дома го оставите 12 или 24 сати во фрижидер, кога ќе прими, има да биде највкусно парче месо што до тогаш сте го сготвиле, верувајте. Има уште едно трикче што сега ќе ви го кажам. Тоа е со бубрежната лој, која е многу мека и многу добро се топи на температура и ја впива месото. Без разлика што свинското е доста масно, бубрежната лој ќе даде една посебна нота на маснотија која едноставно прија. Одлично. Сега ќе оставам тука и ќе почнам да го спремам останатиот дел за месото. Прво што ќе направам е ќе исечам мали коцки од говецката лој. Некој ќе каже дека реброто е многу масно, да, масно е, меѓутоа, како што споменав, оваа бубрежна лој ќе даде посебна нота на убавина, на вкус. Ете така, исецкајте ја ситно. Ова е сосема доволно. Сега ќе земам едно парче моцарела и тоа ќе го исецкам многу ситно и ќе го додадам во пармезанот. Одлично, и тоа е готово. Ете така. 2 парчиња најлонска фолија ставете на работната маса на половина, ете така. Ќе ви помогне за одлично да може да го завиткате ролатот или поркетата, да не испрлјате на сите страни, што е многу важно. И додека готвите за оваа прекрасна новогодишна ноќ, чистете позади себе, драги мои, за тоа што така нема да се соберат многу садови и после тоа да ве мрзи да ги измиете, што многу често ни се случува, нели? Еве го месото. Што убаво. Сега полека од бубрежната лој ќе додавам насекаде. Јас користам и говецка и свинска бубрежна лој за тоа што е најдобра, поради тоа што наједноставно се топи. Сега убаво стиснете во месото. И додека го правите сето ова, мислете на луѓето што ќе бидат со вас на новогодишната маса и што заедно ќе уживате и ќе ја пречекате новата година. Како таа вечер ќе се однесувате сите заедно, таква ќе ви биде и годината. Така велат
нашите предци во минатото, за тоа што навистина многу истражував за нашите обичаи и дознав многу убави работи, што ви ги пренесувам сега и вам. Сега, откако ја нанесовме брежната лој, ќе наредам панцета. Панцетата ќе го даде оној димен, препознатлив вкус што сите го сакаме. Стиснете убаво, све треба да се спои, за на крај да биде многу убаво. Мене уште сега ми изгледа ова убаво и богато, а кога ќе биде испечено, ќе биде вистинска атракција. Ќе одземе малце време, меѓутоа крајот, велат, го краси делото, нели? Десетина сантиметри од месото на крајот, не ставајте ништо осем месо, затоа што тоа ќе биде преклопот, нели, кога ќе го завиткаме ролатот. Сега ќе додадам малце моцарела, а врз моцарелата ќе додадам пармезан. Да го дополниме вкусот, да биде убаво и богато, за цела година да ни биде таква. Сега стиснете повторно и сега ќе почнам да го питкам ролатот. Прво што треба да направам е да го започнам со тоа што со прстите полека навнатре го внесуваме месото, па повторно така завиткуваме и повторно работиме со прстите и постојано го ставаме месото навнатре, затоа што кога го виткаме ролатот, не сме да има празнина измеѓу, затоа што тогаш нема да биде убаво право парче, него мора да го стегнеме добро за да биде полно внатре. Еве го полека, но сигурно. И сега на крај ќе го земеме, вака испаѓа малце, ама нема врска, ќе собереме веднаш од која ќе го намотаме месото. Еве го. Токму тоа што ни требаше. Убаво парче мевце испадна ова. Многу важен момент, врзувањето на поркетата или на ролатот. 2 сантима, конец. 2 прста, конец. 2 прста, конец. Тоа всушност ќе биде едно убаво парче од кое оние кои знаат што е ова вистински ќе уживаат, оние кои не знаат ќе дознаат и ќе сакаат да се повтори, ќе бараат репет. Ова е конец за месо. Ќе го ставиме конецот од оздола и ќе почнеме од овој дел. Ќе стиснеме и повторно ќе врземе. Откако ќе врземе, ќе го исечам тој дел. Многу едноставно, а верувајте, многу интересно. Гледате да го погодите растојанието, да биде баш онака како што ви кажав и добро врзете го. Кога ќе стегнете со прстот, фатете го делот каде што е најстегнато, вака, протнете го кончето и направете едно убаво чворче. Мене добро ми иде и вистински се забавувам денеска и задоволство ми е што готвам вакво убаво парче месо, а пред се на убава и домашна новогодишна вечер. Јас вака сакам ова да го исечам
и да го измазнам. Внатре какво ќе биде убаво, драги мои. Погледнете, ова нема да го фрламе, него ќе го оставаме заедно со поркетата да си се обработи. Еве, погледнете го овој дел колку е убаво завиткан и заврзан. И сега, еве го моментот. Во тавчето ќе додадам вода и ќе додадам вино. Поркетата ќе ставам на жицата, тавчето од оздола. Се што ќе капе во виното и во водата, а всушност така ќе направиме еден многу убав сос, затоа што целиот вкус ќе биде овде. Маслото се загрева, една главица кромит, црвена зелка многу ситно исецкана и на крајот кисело јаболко грени. Тоа ќе биде еден од гарнирите во комбинација со трите различни пиреа што ви ги спомнав. Преска компирот полека си се вари. Не ќе да го брзам затоа што имам време за се. Кромидот ќе го исецкам на месечинки, меѓутоа на многу тенки месечинки за да се спои со црвената зелка. Ќе додадам масло. Ќе го оставам кромидот да се испржи. А од кога ќе се испржи, ќе додадам путер и ќе ја додадам ситно сецканата зелка. За тоа време ќе ја исецкам, ама баш многу ситно, онака као за салата. Црвена зелка и за да исецкам многу ситно, еве вака, поделете ја на помали делчиња и полека со ножот. Држете ја убаво зелката и внимавајте со ножот. Кромидот убаво карамелизираше. Сега ќе го додадам путерот да се растопи. Ќе додадам сол, бибер. Го сакам мирисот на биберот кога се готви. Сега ќе ја ставиме тенко исецканата зелка и додека таа полека си динста, ќе го додадам на крај јаболкото, меѓутоа прво ќе го исецкам. Откако ќе го излупите, поделете го на вакви месечинки и чистете го делот кај што се семките. Јаболки сега во изобилие. Верувајте, во светот луѓето буквално не знаат што е добар и вкусен зеленчук или овошје. Ние се уште имаме среќа да се пофалиме со моментот дека нашето овошје и нашиот зеленчук се уште се многу вкусни и многу здрави. Тоа е затоа што имаме доволно сонце, имаме доволно вода, имаме квалитетна и плодна почва и всушност имаме се што ни е потребно, само треба да бидеме малце потрпеливи и со повеќе разбирање да приоѓаме кон сите нешта во новата година, така да почнеме да размислуваме. Одлично. Сега, за дополнителна свежина и киселост, ќе додадам балзамиран оцет. Многу едноставно, многу го сакам, а и со црвена зелка иде на вистина многу добро. Сега, драги мои,
Ќе оставам зелката и ќе го намалам огнот, тоа што имаме време, уште компирите се варат, и зелката треба на тивко да се обработува термички, полека да омекне комплетно и да го пушти в својот вкус, а моментот на балзамираниот оцет, на киселоста од балзамираниот оцет и на кромидот, на вистина одлично одговараат со зелката кога се готви на овој начин. Ќе ги додадеме и сечканите јаболки и на тивок оган ќе оставиме сето ова убаво да си крчка. Драги мои, тоа беше се за втората епизода од трите новогодишни. Новогодишната ноќ се ближи, а утре во третата епизода ќе направиме финиш на се и ќе ја наполниме трпезата онака како што заслужува. Во утрешната емисија гледате како ќе направам 3 различни пиреа. Едното ќе биде медитеранско, со маслинки и со суви домати, второто ќе биде со моцарела и со крцкав чипс од панцета и третото ќе биде со едно од најпознатите италијански сирења горгонзола. Ќе додадам во тие 3 гарнири и гарнир со пржена зелка на кромит. Многу едноставно, а многу вкусно. Ќе направиме кјунефе и секако бидете со нас за тоа што утре трпезата мора да биде полна. Се гледаме.